Дневник во 20 часот на регионалната К1 телевизија. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Велешани се поклонија пред исцелителот Свети Пантелеймон. Најавена изградба на нова црква. Климатските промени штетно влијаат врз земјоделието. Била Зора археолошки локалитет со богата историја. Со празнична вечерна богослужба на која чиноначалствуваше митрополитот Повардарски господин Агат Ангел во сослужение со свештениците од епархија, а во очи на големиот ден започна чествувањето на празникот на Велес. Храмот на патронот Свети Великомаченик Пантелеймон беше претесен да ги прими сите верници што дојдоа да присуствуваат на овој свечен чин. Се палат свеќе се кажуваат молитви. Во Велес во храмот посветен на Спасителот Свети Великомаченик Пантелеймон се чувствува христијанската сплотеност и вербата во Бога. Како некогаш, така и денес, верниците во своите молитви побараат заштитникот да продолжи со својата исцелителна моќ да го заштитува градот и неговите жители. Се помолив за здравје на децата, за ќерка ми што е во Канада, за да бидат добро здравје, да им дава Господ и среќа. А посакав здравје, среќа, радост и за децата, и за нас, и за сите. Среќа, љубов во семејството, на работните места, меѓу луѓето. Онаму каде што има искрена верба во Богу има и спасени. Да се биде христијанин е гордост. Градејќи нови храмови, се придонесува за ширење на христијанството. Сите убавини од нашава прекрасна и убава Македонија ги доближиме до срцето на оние кои сакаат да му се поклонуваат на националното, да му се поклонуваат на македонското, да му се поклонуваат на христијанското. За градот, чествувањето нови празник и поврзување на минатото сегашната и иднината. Патронот Свети Великомаченик Пантелеймон и денес, како и секогаш во минатото, ја остварува својата цел. Не собира сите заедно, не упатува едни кон други. Инаку за Велешани црквата Свети Пантелеймон има посебно значење. Според пишаните документи во минатото, кога во градот царувала чумата и колерата, неговите жители, подигнувајќи го овој храм, побарале од светецот Пантелеймон да ги заштити од сите зла. Тој тоа и го сторил, а Велешани во знак на благодарност светецот Пантелеймон го слават со векови. Поради целителната моќ, светецот Пантелеймон го слави целиот христијански свет. Велес ќе добија нов Божји храм. По Свети Кирил и Методи во Младинскиот парк и Свети Кузман и Дамјан во кругот на општата болница ќе се гради нова црква посветена на Јован Крстител. Нов црковен храм ќе се гради во Велес, во нова населба во местноста меѓу Велешани позната како Багремче. Со Божја помош, како што вели митрополитот Агат Ангел, ќе се издигне нова црква. Темелите веќе се поставени, а црквата се гради по барање на верниците. Тие често пати од владиката барале да се изгради Божји храм и на овој дел од градот. Населбата е голема, таму е сконцентрирано претежно младо население, млади брачни парови кои во новиот храм посветен на светецот Јован Крстител ќе може да ги крштеваат своите рожби. Еве сега ќе се потрудиме заедно со општината, со градоначалникот, со советниците и со пратениците, со моето свештенство, Христовата војска, да смогнеме сили и да изградиме една црква на големиот пророк, крстител и претеча, светиот Јован Крстител. Осветувањето на градбата ќе се случи на 30 овој месец. Митрополитот Повардарски господин Агат Ангел повикува сите верници да бидат дел од овој свет чин. Во 8 часот во црквата Света Богородица, неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски господинот Стефан, заедно со членови на Светиот архиерејски синод, ќе ослужи света архиерејска литургија. Ве поканувам сите на тој убав и свечен чин да дојдете за да присуствувате молитвено и духовно во осветувањето на
темелите на оваа црква. По Свети Кирил и Методи во Младинскиот парк и Свети Кузман и Дамјан во кругот на општата болница. Ова е трета црква која се гради во Велес во последните 10 години. Продолжува проектот наменет за лица со социјален ризик и други ранливи категории. 25 семејства од Демир Хисарско ќе добијат сопствено живеалиште во новата стамбена зграда. Инвестиција вредна 33 милиони денари. Изградбата е дел од проектот на владата за изградба на 2500 социјални станови. Во употреба е пуштена изградата со социјални станови во Ресен, а во моментов се гради или се планира градба во уште 4 градови. Целта е поттикнување економски и социјален развој во сите делови од државата. Принципите на хуманост, на социјална правда и солидарност се едни од основните начела на кои се поставени политиките на владата на Република Македонија. Во тој дух, борбата за што побрз економски развој на земјата, привлекувањето на странски инвеститори, отварањето на нови работни места, зголемувањето на социјалната помош и подигнувањето на стандардот на социјално најзагрозените семејства. Продолжуваме со разни мерки за олеснување на животот, токму на најпогодените граѓани во Република Македонија. ...484 деца од Вардарскиот регион оваа сезона летуваа во Струга како дел од проектот за бесплатен летен и зимски одмор за деца од семејства во социјален ризик. Од ресорното министерство најавија континуирана реализација и во иднина. 1500 дечиња од вкупно 2000 предвидени уживаа еднонеделен одмор во Струга, а уште 500 треба да заминат како дел од проектот за бесплатен летен и зимски одмор за деца од семејства во социјален ризик. Веќе 3 години успешно се реализира еден проект, кој досега донесе радост за 11.000 дечиња. Од Вардарскиот регион за ова лето се обезбеди бесплатен одмор за вкупно 484 дечиња. Проектот е многу успешен и на голема радост на децата. Многумина од нив, како што знаете, јас неколку пати ги имав посетено досега. Многумина од нив досега никогаш не биле на езеро или на зимување во планина и представува вистинска радост и нешто на што ќе се сеќаваат целиот свој живот. Така што мислам дека тоа е еден од подобрите проекти што ги искреиравме. Проектот започна во 2012-та, а ќе продолжи и оваа зима, најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Овој проект ќе продолжи во текот на зимскиот период, кога ќе обезбедиме околу 1000 аранжмани за бесплатен зимски одмор на децата од семејствата во социјален ризик. Со проектот се опфаќаат сите општини во Македонија, со цел рамномерно да се постигне позитивен ефект кај сите материјално необезбедени семејства. Во селекцијата предност имаат оние во најзагрозена состојба. Високите температури и дефицитот на влага во почвата и натаму се лимитирачки фактор за развој на земјоделските култури, особено кај доцните сорти на пролетните окопни и градинарски култури. Високите температури ризик фактор за спречување на развојот на земјоделските култури од овој период. Дефицитот на влага во почвата поради сушата представува закана особено за доцните сорти на пролетните окопни и градинарски култури. Овие појави проследени со ниска релативна влажност на воздухот можат да предизвикаат дури и пат на цветовите и заврзаните плодови на градинарските култури, прогнозираат агрометеоролозите. Ние и понатаму одговорно и совесно ќе се соочуваме со предизвиците кои што постојат. Нормално најголемите предизвици се климатските промени и тие нема да бидат изненадувањи и за иднина. Сугестиите на агрометеоролозите во насока на решавање на овој проблем се интензивирана примена на заштита од болести и штетници во одредени региони поради можна локална појава од дожд и град. Од владата пак со апел да се искористат поволните мерки за осигурување на земјоделските посеви. Во наредниот период се очекува време поволно за реализација на дел од земјоделските работи, кои во овој период се одвиваат со поголем интензитет.
Неодамна завршија истражувањата на археолошкиот локалитет Била Зора во Свети Николско. Станува збор за еден од најзначајните раноантички локалитети во Македонија и единствен од ваков вид во Средна Европа. Тим од македонски археолози, предводени од професор доктор Драги Митревски од Филозофскиот факултет во Скопје, работеа на истражувањето на владетелската палата на археолошкиот локалитет Била Зора во село Кнеже Свети Николско. Станува збор за еден од најзначајните раноантички локалитети во Македонија и единствен од ваков вид во Средна Европа. Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев вели дека овој локалитет е многу значаен за развој на туризмот, па за таа цел локалната самоуправа изгради пристапен пат до самиот локалитет. Веднаш реагирав, направив проект и тој е првиот локалитет поврзан асфалтно директно. Може да си запалите колата, земете вашата екипа, ќе одидете директно на локалитетот. Сега е ограден, ставена е настрешница. Неодамна заврши истражувањата на Била Зора. Заинтересираноста од страна на археолозите и туристите е голема, а тоа дава поттик со помош на владата овој проект уште повеќе да се истражува. Таа се во интервјуто во емисијата Отворено за на К1 телевизија вели дека во моментов само 5% од целокупниот локалитет е истражен. Останатиот дел ќе се истражи доколку се обезбедат средства. Јас апелирам до Министерството за култура и до Министерката да обезбедат пари и средства да се конзервира тоа таму. Таму имаме, според кажувањата на професорот Митревски, уникатен локалитет во светски рамки. Значи, имате фрески од 5 век пред наша ера, 5 век пред наша ера, кои ќе ги фатите фреските се мазни како стакло, целата палата била поплочена со фрески. Имате, се излегуваат монети, баш зборува со директорот на управата пред неколку дена нашата од Ауделеон, уникатна монета од Филип II, од Александар Македонски. Истражувањето на Била Зора е капитален проект на владата на Република Македонија, а во координација на Управата за заштита на културно наследство, Филозофскиот факултет и Народниот музеј во Свети Николе. Се очекува истражувањата да продолжат и во месец септември, а за зимскиот период овој локалитет да се заштити од временските непогоди. Младиот пијанист велешанецот Симеон Иванов ќе има свој пијано рецитал во салата Бели Мугри. Овој настан ќе се случи на 10 август и е во рамки на проектот Велес град на културата за 2015 година. Салата Бели Мугри ќе биде местото каде младиот талентиран пијанист велешанецот Симеон Иванов ќе има свој пијано рецитал. Тој годинава го заврши средното образование во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје, а основно музичко образование заврши во Општинското музичко училиште Стефан Гајдов во Велес. Симеон Иванов го продолжува своето музичко образование. Кон крајот на август имам приемен испит на Факултетот за музичко уметност во Скопје. Сега се припремам за тоа, со овој материјал ќе наставам. Младиот пијанист неколку години наназад го представува Велес на меѓународни и државни надпревари, каде освои неколку први, втори и трети награди, а кои за него представуваа големо искуство. Пред се големо и искуството, има конкуренција, но задоволен сум од постигнатите успеси. Пијано рециталот ќе се случи на 10 август со почеток во 19 часот. Јохан Себастијан Бах прелудиум и фуга во Емол, Сергеј Рахманинов етида во Ездур, Финерај од Франц Лист и пасторална соната од Лудвиг ван Бетовен. Овој настан е во рамки на проектот Велес град на културата за 2015 година. Денеска се одржа јубилејното 25 годишно генерално собрание на Светскиот македонски конгрес. Просечна пензија во април 2015 година изнесува 12.432 денари, што на годишно ниво представува зголемување од 0,1%. Светскиот македонски конгрес денеска го одржа своето јубилејно годишно генерално собрание. Генералното собрание одбележа 25 години од возобновувањето на Светскиот македонски конгрес, формиран во 1899 година во Женева. Едно од заложбите, како што нагласи председателот Тодор Петров, е македонското помирување, единство и обединување, со цел одбрана на името на Македонија и македонскиот идентитет. Велат дека ќе се насочат кон поголем ангажман за поттик на интересот на дијаспората за избор на свој пратеник. Ке се залагаат Републиката да остане со 6 изборни единици, а македонците од Европа, Америка и Австралија да имаат свој представник во собранието.
Меѓу 12 резолуции се наоѓа и таква, дека Светскиот македонски конгрес ја отврла дестабилизацијата и контролираната нестабилност заради рекомпонирање на власта, референдум, промена на уставот и ратификација на меѓународен договор во Македонското собрание со цел промена на името на државата. ...296.529 пензионери во Македонија во април оваа година зеле просечна пензија во вредност од 200 евра, покажуваат податоците на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Просечната пензија во април 2015 изнесува 12.432 денари, што на годишно ниво представува зголемување од 0,1%. Со односот на просечната пензија со просечната исплатена плата во март 2015 изнесува 58,2%. Просечната старосна пензија во април изнесува 13.840 денари и е за 0,3% пониска од истиот период лани. Просечната инвалидска пензија изнесува 11.180 денари и е непромената во однос на минатата година, додека просечната семејна пензија изнесува 9.843 денари и е пониска за 0,1% во однос на април минатата година. За исплата на пензиите во април оваа година се потрошени 3,58 милиарди денари, што представува 50,8% од вкупните социјални трансфери, стои во извештајот за краткорочните економски движења на Министерството за финансии. Нагасаки одбележува 70 годишнината од американскиот напад со атомска бомба. Тајфунот со уделор ја нападна и Кина. 3 дена по Хирошима, Нагасаки одбележува 70 години од американскиот напад со атомска бомба, во кој загинаа 74.000 лица на лице место и над 90.000 кои подоцна го загубија животот како жртви на радиацијата. Експлозијата која одекнала во Јапонија во кобните утрински часови на 9 август, речиси во целост го срамнила Нагасаки, вклучувајќи го и познатиот храм Мурамаки. Со едноминутно молчење жителите им оддадоа почит на сите жртви, а во паркот на мирот се одржа и комеморативна церемонија, на која присуствуваа делегации од 76 земји, меѓу кои САД, Велика Британија, Русија и Франција. Јапонските власти преку декларацијата за мир повикаа за светско нуклеарно разоружување, со најава дека истиот предлог ќе го достават и до Генералното собрание на Обединетите нации. По Тајван, тајфунот со уделор ја нападна и југоисточната кинеска провинција Фуџијан, по кој десетина се загинати, а околу 3 лица се водат како исчезнати. Првиот удар на тајфунот, проследен со поројни дождови, предизвикал неколку свлечишта во северниот дел на Фуџијан. Според властите, копниот биланс со тајфунот се комплетно уништени 36 куќи, околу 300 оштетени, како и откорнати столбови и уништена електрична мрежа. По ударот без струја останале 1,7 милиони домакинства. Пред нападот на тајфунот, кинеските власти евакуирале над 370.000 лица и повлекле 32.000 бродови на пристаништата. Предходно од тајфунот во Тајван загина или исчезнаа 10 лица, преку 180 се повредени. Повеќе од 4 милиони куќи останале без струја, а биле откажани преку 500 летови. Македонија го освои првото место на подготвителниот турнир во Охрид. Марко Блажевски го исполни Б критериумот. Се отвара новата фудбалска сезона во Македонија, вести од домашниот спорт. Со победите против Украина и Израел, Македонија го освои првото место на подготвителниот турнир во Охрид. Украинците отпор дадоа само во првата четвртина, каде што Македонија водеше 22-15, а веќе на стартот од вториот период предноста се искачи над 10 поени, а на полувреме се отиде со резултат 37-22.
Во третата четвртина разликата меѓу двете селекции се искачи над 20 поени, така што последната четвртина беше рутинска за кошаркарите, а селекторот Србиновски имаше можност да испроба неколку тактички варијанти. Тоа не се одрази врз резултатот, па Македонија во вториот меч ја забележа и втората убедлива победа, овој пат со 30 поени разлика. Марко Симоновски и Војдан Стојановски со по 15 поени беа наефикасни на мечот. Кошаркарите по успешниот настап на турнирот во Охрид се враќаат во Скопје, каде што во спортскиот центар Јанес Андански во вторник повторно ги играат против селекцијата на Израел. Марко Блажевски, представникот на боите на Македонија на летните олимписки игри во Лондон, ќе го однесе македонското знаме и на игрите во Рио де Жанеиро наредната година, откако ја исплива патеката на 400 метри мешано за 4 минути 25 секунди и 57 стотинки, со што го исполни бе условот поставен од ФИНА за покана за учество во Бразил. Блажевски е вториот македонски спортист што ја исполнува нормата по искористената шанса на светското првенство во Казан во водени спортови. Предходно бе норми за Рио 2016 на 100 и 200 метри слободно, избори и втората наша пливачка на светското првенство во Казан, Анастасија Богдановски. Параолимписки норми за Рио 2016 веќе обезбедија и стрелците Оливера Биков-Сканаков и Ванчо Карамфилов. Ова време не е нов рекорд на Блажевски, но сепак е негово најдобро време годинава на еден официјален надпревар. Со денешните стартни надпревари од првото коло се отвара новата фудбалска сезона во Македонија. Наредниот период се очекуваат нови возбудувања од домашниот шампионат, имајќи предвид дека актуелниот шампион Вардар Ишкендија потрошија многу средства, а работнички со одличната игра на европската сцена покажа дека ја има добитната формула. Ривалите купија многу фудбалери, а летово ги променија и тренерите. Гоце Седловски од фотелја премина на клупа на Вардар и ќе го предводи шампионот во следната сезона во првата лига. Во Шкендија се доведени супер засилувања како Хасани и Ибраими, а направен е и најголемиот трансфер со Маријан Радески. Работнички за разлика од Вардар и Шкендија нема големи промени во составот, ниту пак во стручниот штаб. Очигледно нема ни потреба, ако знаеме дека Игор Ангеловски и неговите фудбалери ја исполнија целта на домашната сцена, освојувајќи еден трофеј и заземајќи го вице шампионското место во првенството. Русија ќе игра на Евробаскет 2015-та. Србија е нов светски првак во ватерполо. Емилија Ничовска со повеќе детали за меѓународниот спорт. Руската кошаркарска репрезентација сепак ќе учествува на престојниот Евробаскет кој започнува на 5 септември. ФИБА донесе одлука за привремено раскинување на суспензијата, која русите ја заработија поради административни проблеми во федерацијата. Според најавите, суспензијата продолжува по завршувањето на Европското првенство. Русија на престојното надпреварување ќе партиципира во групата А со селекциите на Босна и Херцеговина, Франција, Финска, Полска и Израел. Србија е нов светски првак во ватерполо, откако во големото финале во Казан практично го декласираше и го порази хрватскиот тим со убедливи 11-4. Прогнозите кои им даваа блага предност на србите сепак не предвидеа комплетна доминација на терен на нашиот северен сосед. Хрватска имаше квалитетна игра само во првите 4 минути со водство 2-0. Резултат кој до крајот на првата четвртина србите го израмнија за на полувреме да заменат со предност од 5-2. 2-2 беше резултатот во третата четвртина. За одличните 4 гола на српските репрезентативци во последниот дел да ги запечатат конечните 11-4. Србите се актуелни победници на сите важни турнири откако во јуни го освоја Европското првенство, а претходно Светската и Европската лига. Следен предизвик за српските ватерполисти е олимпиското злато во Рио во 2016 година.
Во текот на изминатиот ден имавме претежно сончево време. Да видиме какво време не очекува од утре. Ова беше се за денес. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно!